Во прекине железничкиот сообраќај Велес Гевгелија, попушти мостот на реката Црна во близина на археолошкиот локалитет Стоби, пропаднал бетонски столб во надојдените води на реката. Вистинска драма се случувала во саботата попладне кога товарен воз кој пренесувал нафта од Солун кон Скопје стигнал до мостот. Машиновозачот ја забележал длабнатината на пругата, успорил и внимателно поминал преку оштетениот мост. Веднаш ги алармирал колегите на кои им кажал дека стабилноста е сериозно нарушена и дека мостот невообичаено се нишал. Екипите на македонски железници направиле увид и ги забележале пукнатините на мостот, а сообраќајот го прекинале. Според зборовите на вработен во обезбедувањето на археолошкиот локалитет Стоби, кој се наоѓа на неколку десетина метри од овој мост, вакви оштетувања минатата недела не биле забележливи. Извори за телевизија 24 коментираат дека можна причина се ископите на песок во реката Вардар, кои го менуваат коритото и на Црна река која тука се влива во Вардар. Екипи на македонски железници и денеска беа на терен. Велат дека проблемот е сериозен, анализи и испитувања веќе се прават за да се најде брзо решение и се воспостави сообраќајот на овој важен железнички коридор. Оттаму се надеваат дека за 15 до 20 дена проблемот ќе биде надминат. Поради појавени деформации на бетонскиот мост кој се наоѓа помеѓу станицата Градско и крстосницата Кукуричани, патниот правец Велес Гевгелија е прекинат за сообраќај. Прекинот ќе трае до завршување на санацијата на дефектот, зашто патниците ќе бидат благовремено информирани. Во меѓувреме, возовите кои сообраќаја на релација Скопје-Гевгелија и Гевгелија-Скопје ќе сообраќаат само до Велес и обратно. Економските штети од прекинот на железничкиот сообраќај на оваа релација се огромни. Пругата ја поврзува Европа со Солунското пристаниште, а најголеми загуби секако имаат македонски железници, но и македонските компании лоцирани после Градско кои користат железнички сообраќај. На оваа пруга од Скопје за Гевгелија и обратно секој ден сообраќаат 2 патнички воза. Сепак најголем удар има товарниот сообраќај, бидејќи алтернативниот превоз за целата стока која со возови поминува од тука, сега е пругата во Бугарија.